Веќе недела дена собирате подписи за формирање на политичка партија, откако партиите изгласа па решија да го зголемат прагот за граѓанските организации да учествуваат на избори како независни листи. Како тече процесот? Супер тече, има заинтересираност и тоа големо страна на граѓаните, тоа што многу ме радува, дека ја поддржуваат нашата битка и понатаму да можеме во наредниот период да собереме доволно подписи и да продолжиме со битката што 4 години веќе ја водиме во град Скопје, а и пошироко сега. Нормално дека се уште се потребни подписи, значи секој подпис е важен и ние ги охрабруваме сите граѓани да излезат, знаеме дека е топло, знаеме дека е мачно, но 10 минути што може да излезат и да го дадат својот подпис на нотар, со упатствата кои што ги имаме на zhg.mk/подписи, ќе може да помогнат ние 4 години да продолжиме да се бориме за нив во град Скопје, а можеби и надвор од самиот град. Дефинитивно се потребни уште подписи, така што имаме цела следна недела да ги завршиме тие 1000 подписи за да може да се комплетира целосната таа пријава и да може да ги избегнеме политичките игри кои што ни ги поставуваат очигледно партиите, а и сите други државни органи во овој период. Вчера Државната изборна комисија, објавувајќи ги роковниците за изборите, имаше толкување на одлуката на Уставниот суд, поточно, дека точно е дека се укинуваат одредбите за собирање подписи на нотар, но членот 60 не е укинат, а тој кажува дека секој има право да бира и да биде избран. Тие го толкуваат тоа дека они не можат да спречат никој да поднесе кандидатска листа, но во моментов не постојат правила на кој начин. Како го толкувате вие сето тоа и дали ве охрабрува или ве обесхрабрува? Нормално дека не обесхрабрува, бидејќи сега се играат со нас како со мали деца. Денеска некој ќе толкува на еден начин, друг утре ќе толкува на друг начин закон и ние не знаеме на што стоиме. Значи, пред неколку месеци, тоест пред еден месец, ние имавме состанок со ДИК, каде што точно председателот на ДИК ни кажа нам, сите независни, дека они немаат право да го толкуваат законот, дека ќе чекаат автентично толкување на законот од страна на собранието. За денеска, иако се уште сме немале автентично толкување на законот од собранието, да се појави председателот повторно со негово толкување што може и што не може да се случи на наредните избори. И тоа е големиот проблем кај нас. Институциите во 5 за 12 прават нови бирократски лавиринти со цел ние како Зелен хуман град и други независни да не може да се кандидираме на овие локални избори, знаејќи го опасноста која што имаат од нас. И затоа ние продолжуваме со процесот на формирање на партија за да не се најдеме во ситуација каде што повторно во 5 за 12 ќе се појави некое ново правило или некоја нова измена ќе биде изгласана на изборниот законник за да не може да настапиме на овие локални избори. Единствениот кој што може вистински правично да го толкува е собранието на Република Македонија. Никој друг не може да го толкува законот. И тоа е наставно проблем. Бидејќи Уставниот суд укина членови од законот за изменување и дополнување и сега не се знае дали старите членови важат или новите членови важат или може или не може. Дури на страницата на ДИК последниот консолидиран текст на избирачкиот законник е стара верзија каде што се уште се спомнува 1%. Така што немаме точна и конкретна информација, каде што сите институции заедно ќе се сложат каква и затоа решивме да не дозволуваме тие лавиринти да направат уште една сопка во нашата борба. Дали очекувате партиите после одморот на собранието кој завршува на 22 август, сепак да се решат на чекор и тоа да го регулираат законски или да имаат автентично толкување на закон? Секогаш во 5 за 12 се прават тие работи од страна на големите партии во собранието, како што и по брза постапка и претходно се обидува или го менува изборниот закон, така да претпоставувам и сега ќе направат нешто со цел да се заштитат самите себе и нивните позиции кои што ги држат на локалните собери и локалните избори сега, но и понатаму и на парламентарните избори каде што знаат дека имаат закана од сите овие нови сили кои што сега влегуваат во политиката. Сепак новите сили се поделија, барем во Скопје. Имаме во Струмица се формира, значи на неколку места се формираат веќе иницијативи за неколку зелени партии, поточно произлезени од граѓански иницијативи. Зошто не се обединевте во една или можеби доколку се формираат партии, потоа ќе правите коалиција? Ние секогаш со другите независни групи сме соработувале. Овие последни 4 години така ја градевме таа соработка заедничка, но се уште веруваме дека треба подолго време да помине во градењето на заедничката доверба за да може да направиме вистинска коалиција која што нема на прво гласање да се распадне. Сепак сите отделни групи имаме различни типови на политики, различни ставови за одредени клучни прашања. И доколку формираме не избрзана коалиција со сите други, ризикуваме дека во првиот момент кога ќе дојде несогласување, дека ќе има распад на таа коалиција и после тоа е единственото нешто што го чекаат големите партии од нас за да може да не согазат со целото тоа што го прават. Затоа решивме да се продолжиме, да се поддржуваме едни со други, но сепак да настапиме одделно како што сме го правеле целиот овој период досега.